Помина една година откако ја предводам општина Газибаба. Чувствувам одговорност пред вас граѓаните кои ми ја дадовте најголемата поддршка да дадам отчет за се што сум преземал и сработил ова година како градоначелник. Ќе почнам од почеток. Кога влегов во општината, не ни очекував дека ќе се соочам со толку недостатоци, долгови и проблеми. Целата работа на општината, токму поради овие причини, беше блокирана. Дадов се од себе, за да решам барем дел од нив, само со една цел – штетата да не ја трпат граѓаните. На почетокот, времето и средствата, наместо да ги насочиме за реализација на проекти, ние ги потрошивме на одложување на стари обврски, кои воопшто не беа наши, во висина од 125 милиона 275 илјади денари. Но и тоа го надминавме. За само 10 месеци напорна работа успеавме да вратиме 50% од вкупниот долг на општината кон должниците. Со многу труд, визија и заедничка работа започнавме со реализација на проектите. Градевме по план. За ова година изградивме и рехабилитиравме повеќе од 30 улици. Ова година асфалтиравме улици со вкупна должина од 10 километри. Изградивме водоводна мрежа во должина од 5800 метри. Канализацијска мрежа долга 3200 метри. Градевме и пешачки патеки и тротоари, чија должина изнесува 5300 квадратни метри. Целосно го променивме ликот на плоштадот Коцка во автокоманда, кој прераста во мултифункционално катче за сите генерации со површина од 3200 квадратни метри. Изградивме и прва вакуум станица во Ирумрери, а следната година почнуваме и со изградба на канализацијската мрежа. Извршивме прекоп со кој обезбедивме функционалност на канализацијската мрежа во Трубарево, со што овие две населени места ќе добијат канализацијска мрежа. Во наредната 2019 година и канализацијска мрежа ќе добијат Црешево, Смилковци и Винича. Ги реновиравме објектите на местните заедници во Сингилич и Стајковци, во кои ги отворивме и двете канцеларии за превенција во соработка со ОПСЕ и Министерството за внатрешни работи. Во местната канцеларија во Сингилич граѓаните ќе можат да извадат изводи од матична книга, а канцеларијата ќе има и социјална служба. Во текот на 2018 година во постапка на донесување се 24 детални урбанистички планови, од кои 7 се кај Комисијата за стручно мислење за предлог плановите, 2 детални урбанистички плана ги испратив до Советот за усвојување. Во 2018 година доделени се 650 решенија за легализација на диво изградени објекти и 109 правосилни решенија за градба. Јавното комунално предпријатие Газибаб 2007 година беше сосема заборавено. Доби нова механизација и опрема. Набавени се багер и 2 камиони. Нови рачни моторни косилки и тримери, а вработените конечно добија нови униформи. Обезбедивме нов, модерен и деловен простор на ова институција. Поставивме нова урбана опрема низ сите населени места, а дупло го зголемивме бројот на вработените во јавното комунално предпријатие. Јавното комунално предпријатие Газибаба 2007 денес е вистински сервис на граѓаните. Обезбедивме средства за поддршка на куќните совити за изградба на 2 лифта. Спроведовме повеќе мерки за енергетска ефикасност, преку обезбедување на субвенции за реконструкција на крови на 10 згради, субвенции за набавка на печки на пелети, а започнавме и подготовка за проектот за израда на термофасади на зградите.
Основното училиште Njegош доби нов покрив. Заменете се старите прозорци во Стив Наумов. Реконструирани се санитариите во основното училиште Наум Номовски Борче и основното училиште 25 мај. Училиштата добија смарт табли, преку кои учениците имаат можност за интерактивна настава, а во 3 од нив поставивме филтри за вода. Општината не ги заборави ниту младите. Бевме верен партнер со нивните здруженија во реализација на младинската политика. Доделивме 2 гранта од по 100.000 денара за млади иноватори. Ги поддржавме нашите млади таленти и спортисти. Заедно со Агенцијата за млади и спорт градиме фитнес зона во паркот Шумата Газибаба. Го опремивме Домот на културата Димитар Влахов во Автокоманда, кој доби нова мултимедијална сала и библиотека. Поддршка дадовме и за објавување на книги. Општина Газибаба е една од ретките кои успеа за една година да привлече инвестиции во вкупна вредност од 331 милион евра. Индустри сервис, Прилепска пивара, американската компанија Телемон, се фирмите кои својот бизнис го градат токму во нашата општина, на што сум особено горд. Ке се гради и ново деловен стамбен простор Скопје Истгейт, како и фабрика за производство на шински возила, која ќе биде единствена во овој регион. Се гради нова училишна зграда на основното училиште Вера Јоцич. Ово училиште ќе доби нова спортска сала. По завршувањето на тендерската постапка започнуваат со изградба новата градинка во Стајковци, проширување на градинката Морковче во Јурмери и градинката Калинка во Железара. Нова спортска сала ќе доби и основното училиште Кирил и Методи во Стајковци. Во ова година мандант заедно со УНДП започнавме проект за изградба на нов дневен центар за деца со посебни потреби во Автокоманда. Општина Газибаба за прв пат реализираше и низа настани по кои стана препознатлива. Танцот на полуматурантите беше права и прва атракција на кои ужива сите ученици од завршните одделенија. Настанот среќно првачиња на едно место ги собра сите дечиња кои тргна во прво одделение, а проектот градиме заеднички иднина преку проектот финансиран од ОПСЕ, Министерството за образование и наука и општина Газибаба, во кој учествува сите 11 основни училишта со вкупно 400 своји професори и наставници кои заедно работат на меѓуетничката толеранција и интеграција. На одбележувањето на 2 годишнината од поплавите во Стајковци доделивме благодарници на сите волонтери, компании и поединци кои дадоа свој придонес во справувањето со ова временска непогода во 2016 година. А во официјална посета на ова населено место беше генералниот секретар на НАТО. Голем интерес разбуди планинската трка Раштаг Трейл, каде учествува надпреварувачи од сите возрасти, а кои спортува и ужива на падините на Скопска Црна Гора. Ова се само дел од проектите кои јас како градоначалник на општина Газибаба ги спроведов во првата година од мојот мандат. Граѓаните веќе ја препознаваат разликата и затоа во наредните 3 години ќе се вложам максимално со цел да ја направам општината современа, модерна, убава во сите нејзини делови. Сите жители да имаат рамноправни услови за живење без разлика дали се од урбаниот или руралниот дел на Газибаба. Им благодарам на сите граѓани од општина Газибаба за поддршката која ми ја даваат, со кои заедно за ова измината година создадовме модерна и отворена општина, како и на сите соработници кои веруваа во мене и во своите идеи ги пласира токму во Газибаба. Продолжуваме со полна пареја во наредниот период кој што следува.